Централно издание на Дневникот на К1. Добро вечер. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Денеска истекува рокот за распишување на редовните локални избори. Протестите продолжуваат и понатаму. Масовна поддршка за заедничка Македонија. Продолжуваат инвестициите во образованието и комуналната инфраструктура. Актуелната политичка состојба веќе почна да се рефлектира на општественото живење. Денеска, иако е последен ден за распишување на редовните локални избори, до овој момент тие се уште не се распишани. Валентина Михайловска со деталите. Последниот рок кога собранието треба да ги распише локалните избори е денеска, во ситуација кога се уште не е избран председател на парламентот. Тоа значи дека за да се испочитува рокот, денеска би требало да продолжи конститутивната седница, да се избере председател и тој да ги распише локалните избори за градоначалници и советници, кои треба да се одржат во првата половина на мај. Од денот на распишувањето до денот на одржувањето на изборите, според изборниот законник, не може да поминат повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена. Право да распише избори има само председателот на собранието, кој е изгласан од најмалку 61 пратеник од актуелниот парламентарен состав. Според членот 16 од изборниот законник, изборите за членови на совет и за градоначалник се одржуваат секоја четврта година, истовремено во сите општини во првата половина на месец мај. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се повеќе прифатена од граѓаните. Во 21 град, меѓу кои што е и Велес, секоја вечер се организираат протестни маршови. Оттаму се испраќаат пораки за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Шести ден вележани, поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, се на мирни протести. Велат дека целта е да се испрати јасна порака пред дел од домашната јавност, но и странскиот фактор, дека граѓаните не ја поддржуваат албанската платформа. Тоа е порака за Македонија, не наша и нивна. Македонија не моја и твоја, туку Македонија наша заедничка. На сите граѓани на Републиката, на татковината. Македонци сме најмногу само затоа што сме страдале на македонски. Никогаш не се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме. Ово што денес се случува е големо искушение за нас како држава. Меѓутоа ние сме покажали и ќе покажеме уште еднаш дека интересите на државата се над се и пред се. Црвената и жолтата боја се обележија на протестите. Овие две бои ја означуваат македонската непокорност, но и страјноста за создавање на сопствена држава. Даваме поддршка за да заштитиме унитарноста на Република Македонија, се додека некои се обидуваат да ја уништат нашиот суверенитет и интегритет, ќе го браниме колку може. За унитарна Македонија, да се зачува македонството, да немаме двојазичност, да знае еден јазик е, еден народ. Кој сакал, нека повели, секој нека живее во државата. Секој на свој начин искажува поддршка за граѓанската иницијатива. Од своите домови, граѓаните го развајуваат знамето, а уметникот Константин Камчев на својот Facebook профил објави видео на кое го слика македонското знаме. Нови парламентарни избори за излез од моменталната состојба. Ова е ставот на ВМРО-ДПМН, партија која заедно со своите коалициони партнери освои најмногу пратеници. Председателот Никола Груевски во интервју за Хрватската радиотелевизија вели дека актуелната платформа, создадена во друга држава, а се однесува на вашата држава, на некој начин представува државен удар. И со таа платформа мнозинството македонци ќе се однесат во опозиција со цел малцинството македонци и мнозинството албанци во Македонија да ја донесат таа платформа. Така гледано може да се каже дека е еден вид на државен удар.
ова што сега се прави е спротивно на уставот на Македонија, се оди кон бинационална држава, се занемаруваат другите етнички заедници во Македонија, како што се турците, ромите, србите, бошњаците, власите, хрватите, зошто да не, така што сите се ставаат во една споредна позиција, а се фаворизира само една. Се фаворизира албанската етничка заедница и тоа се прави неуставно. Протестите продолжуваат. За сега на повидок решението го нема. Митрополитот по Вардарски господин Агат Ангел со најдиректна порака до македонските политичари. Седнете на една маса, договорете се и испаднете пред македонскиот народ да соопштите дека Македонија нема да ја делите. СДСМ денеска преку соопштение наведува дека Уставот обезбедува многу јасни решенија за излез од политичката криза. Истакнувајќи дека председателот Ѓорги Иванов мора да го даде мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев за формирање на новата влада во Македонија. Според СДСМ, граѓаните во Македонија не сакаат нови парламентарни избори, бидејќи, како што стои во соопштението, тие веќе го поддржале концептот едно општество за сите, сакаат да живеат заедно, без поделби, во правна држава која што обезбедува квалитетен живот за сите. Анализите на терен покажуваат дека се поголеми се ефектите од програмите на владата за вработување. Според информациите на Агенцијата за вработување, на отворените огласи кои што почнаа во јануари и февруари годинава, досега има солиден број апликации, а само за мерката самовработување со грант се поднесени 902 пријави. Валентина Михайловска со деталите. За само 10 работни дена пристигнале 902 пријави за мерката за самовработување од оперативниот план. Поради големиот интерес, Агенцијата за вработување ќе го продолжи рокот за уште една недела. Од денеска започнува пополнувањето на прашалникот за оние кои што веќе поднеле апликација, информира директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски. Воедно ја користам приликата да ги поканам сите оние кои што во третиот оглас од 2016 година беа на резервна листа, дека може да се вклучат директно во вториот дел од самата мерка, а тоа е во делот на изработка на бизнес план, односно учество на обуките за претприемаштво. Со проектот Македонија вработува 2, кој започна кон крајот на јуни минатата година. Како втор дел од Македонија вработува 1. До сега 3598 компании вработиле 5007 лица. Очекувањата се до 27 јуни оваа година да се пријават дополнителни компании. Воедно ние објавивме дополнително уште 4 огласи, а тоа е огласот за напредни IT вештини, кој што е од 2016 година во оперативниот план, каде што имавме можност да обучиме 202 лица за напредни IT вештини, со што се пријавија над 366 лица за да добијат можност да го полагаат пред тестот, а потоа да вклучат договор. За мерката практиканство досега се пријавиле над 568 лица, а 429 компании се пријавиле и побарале над 700 лица за да има возможат практична работа. За мерката за побарувани вештини на пазарот на труд досега се пријавиле 566 лица и тоа за помош на книговодство, масер, маникир и неговател во домашни услови на стари лица. Како што информира Поповски, објавен е и огласот за кредитирање за самовработување, за кој за само 3 дена има 7 апликации. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на денешната пресконференција презентираше дел од реализираните проекти во образованието, спортските институции и комуналното уредување во општината. Повеќе од една деценија во гимназијата Добри Даскалов немаше никаква инвестиција, рече денеска на пресконференција градоначалникот Александар Панов, кој нагласи дека со доаѓањето на ВМРО ДПМН и него како представник на оваа партија, заедно со мнозинството од Советот, успеа да се доградат 8 нови училници, нова термофасада со ПВЦ столарија, замена на стариот кров, нов мултинаменски терен и асфалтирање на терените за мал фудбал и кошарка. Успеавме да овој дел го доградиме на гимназијата, комплетно да ја смениме кровната конструкција, да
инвестираме дополнително во делот на наставниот кадар, во просториите за наставниот кадар и уште многу други инвестиции кои што чинат нешто над 20 милиона денари. Меѓутоа, не случајно се наоѓаме и на оваа раскрсница. Во непосредна близина тука е и една од поголемите улици во градот, тоа е улицата Гоце Делчев, кое што да ве потсетам дека се реализира во изминатиот период од 4 години. Во делот на комуналната инфраструктура во овој дел од градот, Панов потенцираше дека изминатиот период беа асфалтирани улиците Гоце Делчев, 7 септември, Вишешница, Скопска, Даме Груев, Пере Тошев, замена на водоводната и канализационата мрежа на истите, реконструирани тротоари, вратен во собственост градскиот базен, поставено еколошко лед светло во спортската сала Јасмин и неизино целосно оплеменување на северниот дел од влезот со павер елементи. Градскиот базен, како што добро се сеќавате, беше предмет на подкусурување, на давање бесплатно на луѓе од Социјалдемократскиот сојуз кои што го крчмеа, си полнеа бесплатно вода и потоа не се враќаа да платат. Така што комуналното предпријатие, јавното предпријатие Комуналец нон-стоп имаше побарување спрема таквите луѓе. Меѓутоа, оваа локална самоуправа, предводена од мене како градоначалник и администрацијата, односно ВМРО ДПМН, го врати во владение и во собственост овој градски базен, кој што беше безстопански во нивниот период. Во непосредна близина на овој дел од градот се наоѓаат и градските гробишта, кои што во изминатиот период беа оградени и има обезбедено нова парцела. Исто така, овде беше асфалтиран паркингот пред капелата, како и задниот влез во градот до раскрсницата со улицата Вишешница. Околу 3 до 4 хектари нискостеблеста шума е опожарена во атерот на село Бохула, на местото викано Вртешево. Пожарот бил пријавен вчера попладне во полициската станица Михајлово. Истиот бил локализиран од екипа на територијалната противпожарна единица Кавадарци. Се превземаат мерки за утврдување на причините за настанување на пожарот. Изминатиот викенд во Општинското училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци се одржа општинскиот надпревар по биологија и природни науки, каде училиштето беше домаќин на 330 ученици заедно со нивните ментори, а се реализираше и меѓународен надпревар по англиски јазик, на кој учениците секогаш постигнуваат одлични резултати. Во Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци овој викенд помина во знакот на надпреварите по формирањето на фондот за надарени ученици од страна на директорката Ѓургица Алексова, чија цел е поттикнување на учениците за учество и постигнување на знаења. Се поголем е бројот на ученици кои земаат учество на училишни, а се пласираат на општински, државни, но и меѓународни надпревари. Во тој правец во саботата на 4 март, покрај одржувањето на општинскиот надпревар по биологија и природни науки, каде училиштето беше домаќин на 330 ученици заедно со нивни ментори, се реализираше и меѓународен надпревар по англиски јазик насловен ХИПО, на кој учениците секогаш постигнуваат одлични резултати. Едни од најголемите фудбалски надежи на Велес, членовите на клубот Борец Јуниор, денеска на прием кај градоначалникот Славчо Чадиев. На средбата со него тие го запознаа со успесите кои во изминатиот период ги постигнале младите фудбалери. Деталите во продолжение. Победничките настапи на турнирот во Сандански, Бугарија, на едни од најголемите фудбалски надежи на Велес, членовите на клубот Борец Јуниор, е повод за прием кај градоначалникот Славчо Чадиев. Двете генерации на клубот го освоија првото и третото место во многу силна конкуренција на екипи од повеќе држави од Балканскиот полуостров. Генерацијата родена 2008 го освои првото место, а генерацијата 2007 беше трето пласирана. Отидовме да се промовираме, а се вративме со пехари, рече тренерот Јаковлевски. Отидовме со една цел. Целта на дечињата беше, да се запознаеме нови другарчиња, нови клубови, да не запознаат и нас дека сме озбилен тим и тим кој сака да работи, дека има иднина. Со таа цел отидовме, се вративме сосема со нешто друго, односно со два пехари, 2008 прво место и 2007 трето место. Исто имавме одбран за најдобар стрелец, Дамјанче Талаков.
Сето тоа е, како да кажам, значи сето тоа е успех најпред за сите овие деца. На средбата со градоначалникот тие го запознаа со сите успеси кои во изминатиот период ги постигнаа младите фудбалери. Ние сме тој централен регион, кај што исто морам да ги пофам дечињата 2007-2008, втора година поред се шампиони на тој регион. Значи со учество на 4 до 5 града, значи Неготино, Каваларци, Штип, Свети Николе и Велес. Клубови, да, регионално клубови како Брегалница, како ГФК Неготино, Вардар, нели знаеме са. Имаат 49, мислам така дечки, нели 49 дано и само еден примерно. 49 година. Генерација 2008 и 2007 исто така се движат тука, не? Од градоначалникот Чадиев добија уверување дека општината во иднина ќе ги следи нивните резултати, напредокот кој го имаат и секако ќе им биде пружена помош секогаш кога ќе им треба. Благодарност на ентузијастите кои што почнуваа да работат со оваа млада популација, младите генерации, континуирано почнуваат да се јавуваат, односно да се прикажуваат резултати, позитивни резултати. Јас само можам да им честитам на прве на играчите на фудбалскиот клуб Борец Јуниор, на успесите што ги постигнуваат во изминатиот период, но исто така големи честитки и охрабрување на тренерите на клубот, на тројцата тренери на клубот кои што го одржувале во изминатиот период и го довеле клубот еве до оваа ниво. Фудбалскиот клуб Борец Јуниор во моментов има 62 деца членови кои се распоредени во 3 генерацијски категории. Со нив работат тројца тренери кои велат дека нивната цел е да успеат да создадат здрави личности и фудбалски добро подготвени играчи кои во иднина ќе го имаат главниот збор на терените во градот, државата или во странство. Ставени се во функција првите 2 хеликоптера на воздухопловната бригада на армијата на Република Македонија, кои минатата година беа испратени на ремонт. На свеченоста во касарната Страшо Пинџур во Петровец, министерот за одбрана Зоран Јолевски пред присутните единици порача дека ова се првите резултати од најавената модернизација на армијата на Република Македонија во однос на воздухопловната бригада. Во продолжение останатите информации од Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од сопствени средства обезбеди 30 најсовремени возила за шумската полиција. Министерството за оваа намена обезбеди 30 милиони денари. Постоечките возила се стари и небезбедни за сообраќај, информира министерот за земјоделие Михаил Цветков. Трошат многу гориво, некаде 17-18 литри бензин. Исто така големи средства Министерството трошеше за одржување на мислите и од тие причини направивме на анализа каде што констатиравме дека со набавка на новите возила практично парите што ги даваме за бензин и за одржување ние ќе отплатуваме ратата на овие возила. Цветков најави решавање на проблемите на шумската полиција, особено поради тоа што постојано се случуваат кражби на огревно дрво. Возилата им беа предадени на 30 командири на шумските станици. Цветков потенцираше дека шумската полиција треба да се доведе до ниво на полицијата со нови униформи и оружје. На 10 дена пред завршувањето на законскиот рок за откуп, вкупно 25.095 тони тутун се превземени досега, што е за 5.000 тони повеќе од првичните проценки за целата реколта 2016-та. Постигната е просечна цена од 196,82 денари за килограм или 14 денари повеќе од ланската која изнесуваше 182 денари, информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исплатата за преземениот тутун е 98% реализирана или досега се исплатени 4,8 милијарди денари. Годинава тутун откупуваат 9 предпријатија на вкупно 130 пунктови. Се очекуваше да бидат откупени околу 20.000 тони тутун. Поголемиот дел од пунктовите се веќе затворени, но според законот, ако некои производители дополнително пријават количини, откупното предпријатие одредува ден кога ќе го отвори пунктот за да го преземе преостанатото количество тутун.
4 балистички ракети истрела Северна Кореја. Германија планира затворање на границата со Австрија. Директорот на Американското федерално истражно биро Джеймс Коми ги отфрли како неточни обвинувањата на председателот на САД Доналд Трамп за прислушкување на неговиот телефон. Ова е свето денес. Директорот на Американското федерално истражно биро Джеймс Коми ги отфрли како неточни обвинувањата на председателот на САД Доналд Трамп дека неговиот претходник Барак Обама наредил да се прислушува неговиот телефон пред да биде избран за председател, објави Нью Йорк Таймс. Весникот открива дека Коми побарал од Министерството за правда преку официјално соопштение да ги отфрли обвинувањата на Трамп, но засега нема никаква реакција од неговото барање. Според телевизијата NBC, Коми побарал реакција од Министерството за правда, нагласувајќи дека обвинувањата на актуелниот председател се недочни без основа, како и дека тие представуваат инсинуација за тоа дека Федералното истражно биро го прекршило законот. Медиумите јавуваат дека американските демократи бараат од Коми изјавите за весниците да ги преточи во официјална јавна изјава. Демократите се гневни на директорот на Федералното истражно биро околу неговите потези со случајот на приватните мејлови на Хилари Клинтон, кога во финишот на претседателската кампања прво покрена нова истрага, а само неколку дена потоа пред гласањето истата ја затвори, оправдувајќи се дека сепак немало основа за тоа. Во 2015 година, за време на најголемата бегалска криза во Европа, според статија објавена во германскиот весник Welt am Sonntag, владата на Германија планирала да ја затвори границата со Австрија и да ги враќа бегалците. Весникот пренесува дека германската канцеларка Ангела Меркел и министрите одлучиле на 12 септември да испратат неколку илјади полицајци да ја затворат границата. Планот бил откажан неколку часа пред да биде активен. Како можни причини за ваквата разврска се несогласувањето на министрите да преземат одговорност за одлуката што можело подоцна да се покаже како незаконска. Министерството за внатрешни работи соопштило дека не може ниту да ја потврди, ниту пак да го демонтира надписот во весникот. Крајно опасна ситуација и нарушување на резолуциите на Советот на безбедност на Обединетите нации. Ова е првичната реакција на јапонскиот премиер Шинзо Абе, откако денеска Северна Кореја истрела 4 балистички ракети. Според Абе, 3 од ракетите паднале во ексклузивната економска зона на Јапонија, што е на 200 наутички милји од брегот. Јапонскиот премиер смета дека последните ракетни стрелувања покажуваат целосно ново ниво на закана. Тој додаде дека ќе свика вонредна седница на Советот за национална безбедност. Првиот работен ден од оваа недела имавме променливо облачно време со сончеви периоди пропратено со повремен локален дожд, особено во источните делови, каде и се очекува да има услови за ретки грмежи. Попладне врнежите на секаде ќе престанат, но во текот на ноќта повторно ќе започнат од запад. Ќе дува умерен ветер, повремено засилен од југозападен правец, кој повеќе ќе биде застапен во западните делови. Максималната температура се движеше до 17 степен. Од утре веќе нашето подрачје ќе биде под влијание на циклонска активност и серија на влажни воздушни бранови од Медитеранот. Ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Пообилни врнежи се очекуваат во среда во западните и јужните делови, каде вкупната количина на наврнат воден талок ќе надминува 30 литри на метар квадратен, а локално и над 40 литри на метар квадратен. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион.
Со информацијата за времето го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.